Голем број на земјоделски производители уште се интересираат дали може да се изврши и да продолжи зимското прскање на виновата лоза и на овоштарникот. Нормално може да се изврши се до почеток на вегетација. При тоа треба да се употребат олеоформулација на инсектициди, а исто така и бакарните фунгициди. При третирањето на виновата лоза, односно на овоштарниците, треба да се обрне внимание да се изврши капење на виновата лоза, односно на овошките, а не прскање со употреба на поголема количина на течност, односно на раствор. Периодот е поволен и за садење нови садници. Ивановски додава дека сепак се зависи од времето. Доколку настапи подолготраен топлотен брат, вегетацијата може да стигне порано од очекуваното. Во однос пак на садење на дрвцата, садењето на дрвцата се врши, се уште може да се изврши до почеток на вегетација, значи без проблем може да обезбедите овошни садници, винова лоза и така натаму и да ги посадите се до почеток на вегетација, значи од прилика ќе се движи околу март, средината па и втората половина на месец март. Нормално се зависи од времето, ако се стопли подолго и ако веќе тргнува вегетација, почнува да се отвараат листовите на растенијата, тогаш се престанува и со садењето со цел приемот на садниците да е поголем. Југоисточниот регион од Македонија е лидер во градинарското производство. Години наназад земјоделците се жалеа на слабиот откуп и пласман на земјоделски производи. Годинава очекуваат да имаат нови пазари, каде што ќе може да го продаваат своето производство.